Нересоциализираните наркодилери преку агенциите за посредување при работа заминуваат за Белгија. Ова е ставот на познавачите на криминалната проблематика кои велат дека пандемијата го минимизира регрутирањето на нови зависници. Министерството за внатрешни работи продолжува со интензивни мерки и активности за сузбивање на нелегална трговија со дрога како и друг вид на криминал. Неодамно обезбедените материјални докази при пронаоѓање на прашкаста материја кај лица на штипското подрачје ги алармира надлежните служби за превземање на поинтензивни мерки и активности за сузбивање на нелегална трговија со дрога. Штипската полиција во координација со Велеси Куманово работи на разоткривање на група активни субјекти во криминалниот ланец. Изготвениот план за работа ја носи полицијата до вратите на младите дилери од централното градско подрачје. Дел од нив по одлежувањето на затворските казни немаат успешна ресоциализација и понатаму продолжуваат со креирање и учество во нелегалните активности, велат нашите извори. Неофицијалните информации говорат за повторна актуализација на коридорот на поликриминални активности. Дел од лицата кои одлежале затворски казни успеале да ја напуштат територијата на нашата држава преку агенциите кои посредуваат за издавање на работни дозволи. Со работна дозвола овој пат во улога на градежен работник инволвираните во наркотрговијата ја напуштиле државата и заминале за Белгија. Полицијата соработува со агенциите за издавање на дозволи за работа во странство на градежни работници и други профили на лица кои се барани на пазарот на трудот и од истите бараат по пуштањето на граничните премини во иднина да се направи поселективен избор на лица на кои ќе им се издаваат дозволи за работа во странство. За сега останува енигма дали заминатите ситни дилери од нашата држава и од странство успеваат да ги координираат нелегалните активности во Штип.